Има збор пратеничката Пешевска Жаклина. Благодарам. Повторно во првите приоритетни точки на дневен ред е назначување на функции се во интерес на згрижување на партиски членови или се во интерес за одржување на стабилна коалиција помеѓу парламентарното мнозинство на СДСМ и ДУИ. За кандидатот што е предложен за директор на Агенцијата за квалитетот на високото образование, доаѓа од самата Фела. Видовме дека има богато искуство во Министерството за образование и наука на Државниот универзитет во Тетово и не би коментирала, но морам да се осврнам на неколку работи. Законот за високо образование беше донесен на 2 мај 2018 година, за да после година и пол им текне дека треба да се назначи директор на Агенцијата за квалитет во високо образование. Именно тоа е оној закон со кој што вие го ставивте под контрола студентското организирање, кое што пак го искористивте за да дојдете на власт кога ги организиравте пленумците. Понатаму, оваа функција ќе трае, има 4 години мандат и исто како и претходно за Агенцијата за заштита на информација од јавен карактер, да си обезбедите функционери во иднина кога ќе заминете од власт да имате ваши функционери. Така ги темпирате, така е све точно пресметано кај вас, не се сомневам во тоа, суптилно. Инаку, оваа агенција за акредитација и евалуација не е новина со последниот закон за високо образование од 2018 година. Новина е тоа што претходниот одбор за акредитација и евалуација беше во едно, и акредитација и евалуација, и одборот сочинеше 11 луѓе. За да сега, со новиот закон за високо образование од 2018 година, се воведува посебно одбор за акредитација, посебно за евалуација. Во одборот за акредитација ќе има 15 члена, 15 луѓе вработени, и во одборот за евалуација 15. Тоа значи разлика од претходниот одбор за акредитација и евалуација, зголемување на бројот на работни места за 19 луѓе. Се што зборевте пред избори за пренатрупана администрација, сега за време на вашето владење, а и за време на наредните предвремени парламентарни избори нема да важи, затоа што и министерот Манчевски најави дека без оглед што ќе се одвиваат избори, вработувањата ќе продолжат, бидејќи има потреба во јавната администрација. Дали е тоа јавната иста администрација која што пред избори беше пренатрупана и не е ефикасна како вие што велевте, за да сега во одборот за акредитација и евалуација за високото образование, кој што ќе ги следи состојбите во високото образование, студиските програми и така натаму, за да вработите или да вдомите уште плюс 19 партиски членови. 2,5, значи година и пол го оставивте за да го темпирате сега пред избори. Тенденциозно е, но граѓаните следат. Граѓаните не можете да ги излажете затоа што тие се навистина политички искусни и ги гледаат сите ваши обиди што сакате да направите. Благодарам.